Возиме низ Гетеборг, Шведска, со нас е Славица Симоновска, која исто така е дел од образовниот процес овде во Шведска, но како асистент, би рекле, не знам точно дали кажав правилно. Здраво, Славица. Здраво, поздрав до сите. Да ни кажеш нешто за тебе, за твојата работа, ќе почнеме од она што ти е приоритет како работа. Да, работам во школо, тука во Гетеборг. Имам завршено педагошки факултет во Македонија и после доаѓањето тука завршив средно училиште на шведски јазик, после гимназија целосна со сите предмети и ја пратив мојата диплома од Македонија. Добив легитимација да предавам неколку предмети, не сите. Ама во меѓувреме, да, како легитимација тука вика, не знам, во Македонија можда исто. И почнав да работам во Юрследскулан како лерар и фритисем, тука се вика, како наставник по целодневен престој. Што подразбира тоа, колку ученици имаш? Па моментално работам во прво одделение, целата група има 4 класа, имаме 67 деца. Во тие 67 деца, значи, сум исто поврзана во еден клас, во текот на школскиот ден сум во училница и помагам на учителката, она си предава, јас помагам на децата, некој што нешто нема разбрано објаснувам. Дали работата подразбира работа со дечиња со аутизам, например? Па тука во Шведска тие деца си доаѓаат на редовна настава, нема специјален човек што се грижи за нив. Така да ние му помагаме на сите ученици, не се водиме како асистенти, меѓутоа така помагаме на сите. Има во секој клас, тука е многу актуелно една дијагноза, неуропсихијатриски дијагнози што ги вика, ADHD. И така да тука секој петто дете може да се каже дека има такви потешкоти со концентрација. Не може да издржи цел час, например, му требаат пауза, па така да наставата се прилагодува според овие деца и така. Гледаме, барам ние додека сме тука, животот во Шведска некако е повеќе патување, бидејќи Гетеборг е поголем град, па како стигнувате навреме да ги реализирате сите обврски, има ли време за нешто прекувремено, еве некој хоби кој го преточувате во како втора работа, би рекле, или? Па јас сум доста често ангажирана, тука кога дојдов во Шведска, некое време бев посветена повеќе на школа, да го научам добро јазикот, пошто не сакав да работам што било, сакав да си работам во професијата што сум завршила во Македонија, а сум сигурна дека таму и да живеев уште 30 години, немаше да се вработам со тоа што сум го завршила. Па така тука успеав за можда 5 години, може да кажам, пошто имав и мали деца, во меѓувреме се породив и со Хана и одев и на школо. Почнавме, идејата беше на сестрата на мојот сопруг, да работиме малку со балони, да правиме декорации. Така да можам да кажам дека веќе 6-та година, мислам, сне, може да се каже познат бренд во Гетеборг. Претежно балканци, мада имаме муштери и од други националности. Тоа го работиме во текот на викендо, не толку многу за пари, што би рекле ние, туку тоа стварно ме исполнува. Во текот на денот сум цело време со деца, многу пучава, други проблеми, така да најдувам издувен вентил, што викаме во тие работи. Сега баш скоро почнав да правам и свејчи, да кажам по прилепски. Тоа ми беше следното прашање, имавме прилика да видиме дел од тие изработки синоќа. Да. Нешто и за тоа, хоби? Така, некогаш кога си дојам од работа, наместо да некогаш се случува и да се затворам 1 сат да се одморам, ама така ми дојде до идеја
порано правев колачи по форми, сега еве преминав на свејки. Не прашав, но неминовно мора да прашам. Дали еве овде нашите жени во Шведска, така да кажеме, се организираат некако во клубови или во дружби некои со цел да направат некоја корисна работа? Па имаме тој клуб што е Гоце Делчев, децата одат на фолклор таму. Ние сме членови, често има сега мислам дека е на 2 мај, има како настан за кулинарски вештини, се собираат жените, од дома подготвуваат јадење и прават изложба на една маса и се надпреваруваат, како се вика тоа на во Македонија, вешта жена, нешто така слично. Имам забава за жени македонки само, еднаш 2 пати годишно, 8 мартовски забави, така да има доста само кој има време за да оди. Добро, сведоци сме дека со вашиот сопруг обраќате внимание и на развојот на децата во смисла на посетување на спортски активности, конкретно Софија тенис, СВХ на ракомет и тенис, па при толку многу обврски, и тоа е сигурно дел од времето кој мора да го најдете за децата. Па тоа е малку тешко тука, што сме ние сами, немаме баби и дедовци како во Македонија, повеќето што имаат некој да му помага, така да ние сами се снаѓаме. Се трудиме колку можеме да му овозможиме да спортуваат, да одат на настани, да се дружат со наши деца македонци. Некако организираме, ама цело време напорно е, морам да признам дека е напорно и дека бара многу вложување. Пристигнавме сега на местото, ќе се потрудиме ако најдеме малку време таму да видиме дел од она што го правите. Моментално доаѓаме во ресторан, доби можност и јас да те повозам малку, не само Тони. Да. Сега ќе спремаме една декорација, можда во живо, ќе видиме како ќе се уклучиме. Да. На нашата помала черка е роден ден, па така да еве малку да доловиме и од таа работа. Тука е малку Ала. Тука не е дозволено баш да се снима во школите, така да не, затоа не можевме да бидиш присутен на моето работно место и да доловиш таму. Сега ќе видиме малку со балоните. Рековме се наоѓаме во една од просториите каде дополнителната работа ја извршува Славица, која денес го спрема, како што кажа, роден денот на незината ќерка. Еве, во што конкретно се состои едно украсување на? Па зависи што муштериите конкретно сакаат. Ние правиме декорации од цвеќе исто, која е свадба, крштевка или комбинација од балони и цвеќе или само балони. Инаку украсуваме исто маси, столови со навлаки за столици, имаме чаршави за маси, така да све тоа работиме. Претежно помали свечиност или доколку некој со свадба сака да прави? Па тука обично швеđаните не прават големи веселби со многу народ. Еве имаме публика. Обично 30-40 луѓе покануваат за некоја прослава или за свадба. А меѓутоа, пошто има тука многу балканци, ние сме познати по големите веселби и долго славле, така да правиме, например, имаме навлаки за столици за 250 столови. Исто чаршави за толку особи, некогаш имаме 2-3 декорации во теку на еден ден или за викенд, па така да. Сега се наоѓаме во едно македонски ресторан. Најчесто претпоставувам македонците тука ги прават забавите. Па има доста, да. Балканци и македонци што прават тука забави. Имате и помошници, да, рековме. Имаме помошници, да, како што може да видите, имаме секогаш зафатени раце со балони, со деца, со се и се што. Добре, ви благодарам за овој разговор. Ако нешто испуштивме, една порака до сите кои ќе ве гледаат. Па и во Македонија, па и тука. Поздрав до сите гледачи, драго ни е што Валери не посети, долови малку од нашиот живот тука во Шведска.
Не е така лесно како сите што мислат дека странство човек оди и само собира пари, тој што работи, ја мислам дека има доста работа. Каде и да е, ако работи. Каде и да е, да. Има резултати за све. Благодарам уште еднаш. Завршиме разговор с инсерти. Зашо? Кој пиени? Не знам и да ми покажеш продавничка некоја. Каква боја тоа? Само истину ми кажи, најпо